програма, изготвувачът програмата за зоолошка 2015 година ни дава следната информация. Заради недостиг отработени в отделението за отгледување и нега на животни и заради непречено одвивање на тековно отработени, установата во текот на цялата година ангажира надворешни соработници. И продолжува моделот здравствена заштита. Квалитетната здравствена заштита подразбира располагање со квалитетен, совесен и посветен стручен кадар на доктори по ветеринарна медицина, биолози, кустоси, ветеринари техничари, како и самостојни зоонегователи, кои се директен вектор од животните до посетителите. По поглед на нега и здравствена заштита на животните се наметнува потреба од проширување на тимот на работени, на стручни кадри од профилот на доктори по ветеринарна медицина, биолог, кустос, ветеринарен техничар, самостојни зоонегователи и нивна континуирана обука. Обезбедување услуги за извршување на ветеринарната дејност со приоритетна превенција и соработка со сите институции што има на цел е здравствената заштита на животните. За припрема на ова седмица и на оваа точка се консултира со неколку експерти од оваа област, кои како професионалци биле директно или индиректно ангажирани во зоолошката обителја. Ова е дел од нивните професионални констатации. Третманот со животните е многу лош од повеќе аспекти. Најмање соодветни услови, хигиена и храна, кои секако мора да се сложиме се суштински потреби. Сега знам, ќе речите дека имате 1 милион евра инвестиции и дека оваа година е направена најголемата инвестиција во зоолошката градина во нејзиното формирање. И сега, дали е 1 милион евра инвестицијата, ќе ставиме да провери независна ревизорска куќа со повторно како што рече, по закон и услуги. Но, почитувани, не е доволно само реновирање на зоолошката. Што правиме со животните во зоолошката градина? Професионалци, тие кои вие ги немате, доктори по ветерина, тврдат дека животните во зоолошката градина се апатични, во агонија и дека патат, дека сите нивно и дека сите во нивното однесување секако препарени. Би сакал да ве замолам да ни дадат информација во каде набавувате храна и во кои количини. Џабе ни е во наводници Европска зоолошка градина ако животните се гладни, во апатија и како последица на неправилна исхрана, болни. Ова е професионална, а не паушална констатација. Ако се сеќавате добро на рекламната забелешка која што има до програмата на јавното предпријатие Комуналец, напоменат дека ползувањето на животните не дефинира нас како луѓе и како општество во целина. Затоа, сакам да ви сугерирам дека оваа тема е доста значајна и дека оваа тема зборува повеќе за нас, отколку било што друго. Во нашата зоолошка градина има повеќе карнивори. За тие што не знаат што е тоа се месојадници. Еден лав, вие знаете. Така. Еден лав или тигар, исто така во случаи дека еден лав или тигар во текот на денот потребно да изеде повеќе килограми месо. Дали сакаме да ни дадете, дали сте во можност да ни дадете информација од каде набувате оваа храна? Колку пати во текот на денот ги храните животните? Дали имало случаи кога животните биле хранети со умрели животни, например, со умрели крави од ЗКП? Дали го спод на шинтерската служба ја спогацувате трпезата на карниворите во зоолошката градина? Дали ова пракса и денес е валидна? Ќе ве замолам исто така да ми кажете по кој стандард се планира да има кланица во склоп на зоолошката градина.
како ги поврзувате едукативните картчиња со планица. Кој ќе шетаат децата и кој ќе ги едуцираме, ќе им кажеме дека овде имаме кланица во чиј скоп ќе се кулат животни за потребата на зоолошката градина. Дали тоа е составен дел од едукацијата кој што треба да ја обезбедат децата со нивната посета во зоолошката градина. Значи, тоа што се случува во зоолошката градина во Битола кратко може да се дефинира како хаос, без никаков хуман третман за животните затворени таму. Прво и основно е потребна свест за да се исполнат потребите на животните. И оваа година, чинам по трети пат, се најавува нилскиот коњ. Прво беше најавувано како конче, сега го најавуваме како коњ, па пишки да го пуштевме, но сега ги стигнеше во зоолошка. 3 години. Друга работа која што боди очи во планот на јавното предпријатие е немање финансиски план за одржување, кој што нова програма не може да се види и затоа реновирањето на зоолошката градина е само фарса со краток век и ништо повеќе. За животните е основно и најважно да се обезбеди правилна исхрана, медицинска нега, хигиена и грејење во зима. И сега гледам тоа што досега го има сработено, знаејќи го третманот на власта како на локално, така и на централно ниво, и имајќи на ум, ќе ве замолам внимателно да го слушате ова, дека сега има власта приоритет формирање на зоолошка градина во Штип, каде што од централниот буџет ќе имаме дополнителна дисперзија на средствата наменети за зоолошките градини. Дополнително со ваков пристап и со ваква политика, кон овој проблем, кој секако надсликува како општество, не верувам дека оваа програма и политики на делување ќе дадат подобрување на условите за живеење и домување на животните во зоолошката градина. Затоа јас гласно нема да ја дам оваа поддршка за оваа програма. Благодарам. Така, не се разбор?